По подолго време собранието конечно се одблокира, но ни за предлог закони не беа ставени на дневен ред, иако беа планирани на вчерашната координација. Предлозите на ВМРО ДПМН е за покачување на пензиите, намалување на акцизата на горивото и предлог законот за намалување на данокот на додадена вредност не беа ставени на дневен ред. Опозицијата критикува дека власта покажува лажна грижа за граѓаните и наместо да ги изгласа законите кои се однесуваат на соочувањето со економските последици, тие избраа да ги доведат пензионерите, како што велат, до раб на сиромаштво. Имаме генерацијска должност да се грижиме за повозрастните и да ги почитуваме повозрастните граѓани кои во еден период допринесувале за државата со својот труд, за што треба да и бидеме благодарни. Доколку не постои зголемување на пензиите, пензионерите ќе бидат доведени до раб на сиромаштија поради неможност да ги подмират основните животни трошоци. Предлозите за намалувањето на акцизата на горивата и данокот на додадена вредност за пратениците од СДСМ биле само обид за собирање политички поени. Тие имале стратегија за соочување со последиците, подкрепена со анализи. Она што во моментот го добиваме од опозицијата, сметам дека не е издржано, заради тоа што нема направено соодветна анализа и соодветни финансиски импликации. Со оглед на тоа, сметаме дека тоа се само собирање на политички поени. И наместо да се одлучува за предвидените законски решенија по големиот дел од собранискиот ден, пратениците беа заглавени во процедурата за разрешување на член од Комисијата за избори и именување Фадил Зендели. На 4 минути пред почетокот на пленарната седница, собранискиот спикер Талат Џафери го стави на дневен ред разрешувањето на членот на комисијата, кој е пратеник од БЕСА, со образложение дека мнозинството во комисијата го има опозицијата, а не власта. Овој предлог од опозицијските пратеници беше пречекан со гласни довикувања, несогласувања и опоменувања дека Џафери го крши деловникот. Комисијата за избори и именување, која е клучна за поставување уставни судии, е блокирана бидејќи остана без председател, откако Костадин Костадинов стана градоначалник, со што се измени и мнозинството во истата. Ниту декларацијата за заштита на ликот и делото на Гоце Делчев, поднесена од ВМРО ДПМН, не беше ставена на дневен ред.